Општинскиот штаб за заштита и спасување по денешниот состанок предложи трочлена комисија од представници од територијалната противпожарна единица Куманово, јавните предпријатија Водовод и Чистота и Зеленило да изврши увид и одреди потенцијални локации на територија на општината за изведба на бушотини за снабдување со вода кои би се користеле за полнење на возила на противпожарната единица, за гасење на пожари и изградба на хидранти. За ова по состанокот информираше градоначалникот на Куманово, нагласувајќи дека пожарите во Кумановско се под контрола. Тој дополни дека изминативе 7 дена се регистрирани 60 пожари. Минатиот четврток само за 24 часа имало 15 интервенции на различен тип на опожарување. Успеавме сите да ги изгасиме, а во одреден момент мораме да побараме и помош од Централниот штаб, при што на испомош ни дојдоа и возила од општина Кавадарци и општина Велес, за што сме исклучително благодарни. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите наши пожарникари од територијалната противпожарна единица кои што буквално деноноќно учествуваа во овие акции за гасење на пожарите и дополнително на припадниците на армијата и на волонтерите од јавните предпријатија и општина Куманово. Успеавме ги ставиме сите пожари под контрола. Денеска немаме активен пожар на територија на општина Куманово. Се надевам и посакувам така и да остане. Во овој момент сме подготвени да помогнеме и на останатите општини во регионот кои што имаат потреба од наша интервенција, како и на општините во државата. Општинската комисија за проценка на штети е на терен. Ги посетува домаќинствата кои што се опожарени и ја дефинира штетата. Ние тоа го работиме во соработка со територијалната противпожарна единица, ги црпиме информациите од нив, каде тоа е интервенирано од нивна страна и подоцна комисијата оди, фотодокументира и прави проценка. Откако ќе ги направиме тие проценки, ќе ги упатиме сите записници во владата каде што треба да се донесе одлука за обештетување на граѓаните, бидејќи факт е дека имаме веќе дефинирана кризна состојба, согласно законот владата тоа може да го стори, а во другиот случај сите оние лица кои што се опожарени имаат можност да поднесат барање до Совет на општина Куманово за добивање на финансиска помош при опожарување. За да поднесат барања до Советот, граѓаните треба да обезбедат потврда од територијалната противпожарна единица за опожарување на нивниот дом и од Министерството за внатрешни работи, објасни градоначалникот, но тој нагласи дека комисијата има проблеми со опожарени стари куќи. И се создава проблем во самата проценка на имотот, бидејќи најголем дел од граѓаните, кога се случи пожарот и додека траеше пожарот, ниту сакаа, нити пак дојдоа на лице место и сега се појавуваат како баратели за помош. Да апелирам дека комисијата ќе се држи согласно нејзините законски овластувања и нема да прави пропусти и да обештетуваме лица кои што не сакале да се грижат воопшто за нивниот дом и тоа во најкритичните моменти. Општинскиот штаб за заштита и спасување апелираше до граѓаните да се воздржат од палење стрништа и отпаден материјал со цел да ги спречат пожарите, но и да пријават сомнителни движења на лица и возила, можни причинители на пожарите.